Никој не сака да биде наставник. Ниските плати и непочитувањето од страна на родителите и учениците се причина за се повеќе. Младите дипломирани кадри не се нафаќаат на оваа професија и спасот го бараат во реалниот сектор. Најголем недостаток има по предметите математика, физика и хемија, но се почесто училиштата не можат да обезбедат наставници или професори по историја и географија. За да се надмине јазот, универзитетските професори сметаат дека освен факултетско, мора да се применуваат и други форми за професионално доусовршување на наставниците од сродните дисциплини. Во нашата програма, сегментот во кој што опишуваме кој ќе биде реализатор или можеби слушател на програмите, се наведени факултетите од природната група на предмети кои што покриваат и техничките факултети, што не значи дека понатаму не може да се прошират на медицинските, на уметничките. Но проблемот не ги засега само македонските, туку и училиштата во цела Европа. Бројот на студенти кои се запишуваат на факултетите по информатика и математика расте, но најголем дел од нив не се зафаќаат со учителската дејност. Наставничката професија е професија која што во моментот не мотивира, веројатно е тоа заради статусот на таа професија, но и заради пониските плати. Има интерес за студирање STEM факултети, не дека нема од страна на младите, но после нивното завршување тие го наоѓаат своето работно место во бизнис секторот, зашто таму се поплатени и веројатно статусот на нивните работни места е малку повисок. Во Штип беа презентирани резултатите од проектот, а Штипскиот универзитет Гоце Делчев е дел од акредитираната меѓународна програма за постфакултетско образование на наставниците.